комичен Мегахерц. Скопје, добар ден Македонија, добар ден Жарко Димовски, најдобриот млад актер за изминатата година и голем респект за сите луѓе кои ги направи, Жарко. Здраво, ти благодарам за прекрасната најава, вака мене... Добар ден. Вака ме немаат најавено, па не знам ни... Последно кога се појави во вестите во ударниот дневник, кога зборува за ледот дека мора да биде искршен по улиците затоа што луѓето во просек паѓаат 5 души во 5 минути. 3 пати од театар комедија до радио Слободна Македонија. Значи тоа е околу 300-400 метри. Јас 3 пати паднав, раскрварен сум, нашите слушатели и гледачи може да видат дека не лажам. Ова не ја покажам крвта пошто е забрането, чисто ви покажам салфетка. Искршете го ледот на скалите, посебно каде што е проводен простор за влез, за продавница, за излез и така. Кршете го ледот, ќе паѓаме, ќе се скршиме, ќе се утепаме, ќе си знаете што со мајката. И за малце немаше да имате комичен Мегахерц со жаре, јатанас ќе беше само со жаре. Ќе беше само комичен. И немаше да биде тоа што е оваа емисија. Инаку, не знам по кој пат ќе го кажам ова, но сетете се на изминатата недела какво беше времето, денес е петок. Погледнете надвор какво е денес времето, драги слушатели, и ќе сватите дека со комичен Мегахерц доаѓа и сонцето или со сонцето доаѓа комичен Мегахерц. Вие одлучете како ќе биде. А инаку 44-та година на денешен ден е роден Ник Мейсон, англиски тапанар, пејач и продуцент, многу добар музичар, кој го знае ќе ни даде респект, кој не го знае нема да ни даде респект. Но како и да е, денеска е 27 јануари, 27-миот ден од оваа година. Остануваат уште 338 дена до крајот на новата година. Одлучете каде ќе ја славите и дали сакате да ја славите или воопшто да не ја славите, заборавете ја старата што помина, да ја поздравиме новата која што дојде и допрва ни доаѓа. Инаку што би кажале друго, Атанас, пред да се одјавиме со музика? Кога се прави голема порта, треба да биде функционална. Да, не да е... Да не е само поставена. Добро, без разлика, одиме со музика. Одиме со музика. Крал! Аре, идеме. Јас сум брзи, а вие слушате комичен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Што би рекол еден мој пријател, секогаш носете алкохол со вас, затоа што не знаете кога ќе паднете и ќе се раскрварите, а алкохолот помага во сопирење на крвта. И во дезинфекција, апсолутно така. Точно да. Значи Марадона изјави дека никогаш немало некој како Меси. Аргентина е горда што го има него, папата Фрањо и мене. Ова е доста интересна статија, можете да си ја прочитате на социјалните мрежи доколку ја побарате. Инаку сакав да кажам дека театар комедија на големо се спрема за новата премиера која што ќе биде во вторник на 31.1. Премиерата ќе биде на представата Трудна приказна во изведба на театар комедија, а во продукција на театар комедија апсолутно по текст на Благајца Секуловска во режија на Лидија Дедовиќ од Црна Гора. Представата ќе биде доста интересна, се работи за спој на science fiction со битова драма, се случува во 2032 година во Скопје, каде што луѓе од минатото доаѓаат во иднината Во Скопје и се дешава, тоест се случуваат многу интересни работи. Затоа мислам дека ќе биде доста интересно за да се дојде и да се погледне. Инаку исто така се случува во на висока зграда во Небодер, да не речем на 176 кат. Точно така, облако дер, нели? Да. Се викам зборот и кога паднат сум 3 пати, зборовите не излагаат како што излегувале порано. Дислексично излегуваат зборовите, но добро. Кочам. Сакав да кажам, ги поздравувам сите луѓе кои го кршат ледот. Во моментов. Не снат. Добро, да не станувате луѓето што возите. Возило бидејќи не можете од кровот. Да, но сериозно е уште еден апел краток, на брзина. Кршете го ледот, луѓе, чистете го снегот затоа што на вистина се паѓа и се крши.
Јас и Атанас, ајде Атанас е млад, е доста помлад од мене и е доста спремен. Значи паднано немој ништо што правиме за луѓето кои што се Во војска. над 60-тата година и во врска се разбира кога ќе паднат. Војска. Војска, добро, и И во врска, да. И во Колку е да врска, паднеш, после ќе треба да објасниш кај си паднал, што си паднал, со кој си Со паднал. кој си паднал, па зошто ги носеше тие чевли што ти се лизгаат, не ги носеше тие што ти ги купиш Јас се зборам, ти не слушаш и ти е муавет. Така е. И кога ќе паднат тие луѓе тешко заздравуваат и закрепнуваат, тоа е до годините. Исто така мораме да направиме еден мал тизер со Атанас во оваа емисија за филмот кој што наскоро ќе следи на македонските платна. Филмот е Ах, љубов моја. Главната улога ја толкува Атанас, машка, главната женска ја толкува Нина Дејан. Во филмот можат да бидат видени и други глумци од типот на Валентин Костадиновски Тино, Александар Микиќ. Не, тој тип не може од Валентин Костадиновски Тино. Тој е посебен тип. Да, посебен тип, да, точно така. Се гледа доста кратко во филмот, но многу сладко, можам да речем. Во филмот исто така скромно учество дадов и јас, Жарко Димовски. Кој е скромно? Добро, тоа нека проценат гледачите кога ќе го гледаат филмот. Марија Кондовска глуми во филмот. Друг кој глуми во филмот, Атанас, подсетиме? Глуми Едмонд Сотер, глуми Ева Скендеровска, Кристина Ласовска. Генерално екипа од театар комедија. Режија е на господинот и доајен Коле Ангеловски. Коле Ангеловски, што ви рекле нашите соседи. Инаку филмот ќе имате можност да го погледнете во март, повелјате. Во март. Филмот е на комедија интересна, која е комедија на ситуации, сплетки, каде што, ама мислам плотот да не го раскажуваме, подобре вие да го осетите на на платно. Жерко, се смееш чудно затоа што реков нешто? Не се смеам затоа што читам тука некакви глупости на социјалните мрежи, но исто така сакам да кажам дека филмот ќе биде доста интересен од типот на филмско остварување. Може би малку звучам, како да кажам, збунето, но ги барам вистинските зборови затоа што искуството кое што го имавме 18 дена на снимање, поготово со мојот колега Атанасовски, беше фантастично. Се извинувам, мал интерапт. Доколку не сакате да паѓате по ледот, купете си самојат. Да, и тој ќе ве влече и ќе ви држи рамнотежа, да, ќе го лае ледот. Жерко, имаш ли куќа? Не. Имав долго време, 14 години имав кучка, но раскинат. Мислам Thank you very much. Но како да кажам, си ја прости Господ. А доколку веруваме, доколку не веруваме, што би рекле куќето опцови са. Вика, дали болеше кога падна од рајот? Вика, не паднав од рајот, ползев од пеколот, копал нагоре. Добро, не сме сите ангелски суштества, Жарко, има некои демони. Точно така, има некои полоши од демони кои што се викаат хибриди. Но, да не навлегуваме во тоа, ќе ве оставиме да уживате во малку музика, а ние да пробаме да се собереме од падот и ќе се вратиме за брзо. Одиме со музика, режија. За брзо. Комичен мегахерц свак петак од 12 до 1 на 96,0. Бре! Милко Манова си го слушаме на 99,3. И вака, преземам една статија и ќе ја прочитам сега од mactimes.com. Значи не знам дали смеам да оправам ова или не, но ова е доста интересно и јас ќе го прочитам. Вика, разликата помеѓу еспресо и експресо и магијата на пластичните лажички. Доста е кратко, за 2 минути со добра концентрација ќе го прочитаме. Вика вака: Еспресо нарачува вистински љубител на јако кафе и ужива во него, додека експресо нарачува вистински љубител на пластичната лажичка која иде со кафето и ужива во неа. Еспресо се нарачува во мала шолја и може да биде долго или кратко, во зависност која јачина ја конзумирате, додека експресо може да нарачаш и во голема шолја како за чај. Главен додаток на масата на тие што пијат експресо се клучевите од кола и телефон за правење неколку селфија и нормално чекирање. Тие што пијат експресо обично се лигават по келнерките додека и го жвакаат пластичното лажиче, ги канат на кафе после завршетокот на работното време. И последно можат да испијат по 10 кафења дневно и изедат 20 пластични лажички во просек. Понекогаш лажичката им трае од еден кафич до друг. Ја фрлаат во пепелјарата додека нарачуваат ново кафе и за 5 минути се бунат зашто пепелјарата е полна. Гипсноста од пластичните лажички иде до левел што луѓето несвесно со нив во уста си шетаат низ цел град, искачаат во диско, па дури и ги враќаат дома стопени од жвакање и киселини од местото каде што јас лично доаѓам. Ова
ова е завршен материјал. Јас зборувам сега од лично име на Жарко Димовски, од местото каде што јас доаѓам, со пластично лажиче мораш да прошеташ минимум пола сат за да те видат околните луѓе и да знаат дека си бил на кафе, како знак да не те викаат на следно кафе. Благодарам. Така е, ама види, тоа е добра заштита, на пример, не сакаш да седиш цел ден на кафе, така едно време доаѓа време за ручек и сакаш да си каснеш прекрасно скара во Прилеп. Така е. Стварно да се напише на пивце и да одмориш за после вечерта да може да продолжи во тој стил на бурно живење, Жарко. Апсолутно. Значи ова е еден бон тон на однесување како што имаш кога јадеш во ресторанот, знаци за келнерот, дали си најаден, дали да ти носи следно јадење и така натаму. Значи како ги местиш вилјушката и ножот, дали ги местиш паралелно, дали ги местиш во X, сето тоа си има свој значење, така и со лажичката. Значи кога носиш лажичка во уста и се шеташ, не треба да пиеш кафе, а кога носиш чепкалка во уста, значи, мислам чечкалица, не чепкалка за уши, кога носиш чечкалица во уста, значи си бил на ручек. И тоа треба да знаат, значи малку се фалиш дека си бил на ручек, да знаат другите и малку да не те замараат ти останатите пријатели да те влечкаат по кафани цел ден и кога ќе си отидеш дома да видиш пијани, жена ти или девојка ти или кој да е да ти се дере дека си заглавил и каде е зајрето што требаше да го донесеш од пазар, затоа што сабота е нели пазарен ден. Пазарен ден може да биде и вторник, затоа што е бесплатен автобусот? Вторник и петок ми се чини дека е во Битола, среда и сабота во Македонија, така и во другите делови од Македонија, но не знам точно каде. Но вие бидете како сите други и слушајте на вашиот омилен мегахерц 96-тиот. 0,0. Жарко, разбрав дека Столе Мицов, тоест нашиот познат Столе Мицов Коцев, почнал да го вежбава вашиот омилен мегахерц нешто. Дали имате нешто за да најавите вие со Столе или дека една емисија ме немаше изгледа? Не, јас не сакам да најавам ништо, но затоа што Столе беше една емисија на твоето место, проба да те замени, мислам супер се снајде детето. Ајде полека, Жарче. После тоа стави профилна слика каде што седи на радио, јас го сликав, рече слика е межу што за приватна колекција. Значи стави профилна слика од нашата емисија. Почна така и да зборува малце, така и приватно почна да говори како да е на емисија. Што сака Столе да каже, не знам, дали сака да каже дека животот е како етерот, колку повеќе му даваш волумен, толку подобро се слуша. Вау, ова треба да се запише некаде затоа што јас не знам што кажав, но звучеше добро. Звучеше како да е излезено од устата на Езра Паунд, познатиот поет, што би рекол мојот колега Валентин. Езра Паунд и другиот негов колега, како се викаше од Езра Паунд? Писателот исто кој што Алан Гинзберг. Алан Гинзберг, точно така, Алан Гинзберг и Езра Паунд. Еве малце едукативни да бидеме, а не да зборуваме само за ледот и да кудиме. Значи Езра Паунд и Алан Гинзберг се автори кои што можете да ги најдете по нашите издавачки кујки и книжарници апсолутно и можете да најдете нешто на интернет. Значи прочитајте ги. Нивните дела се маестрални, зборуваат од како тоа од затворени кругови можеш да испливаш кон новиот свет кој што сам ќе си го зададеш. Точно така, затоа што нивниот затворен круг е всушност лудницата и двајцата пишуваат од лудница еден период од животот, заглавуваат таму, може намерно, може ненамерно, не знаеме тоа. Тоа е ваше си процените, но поезијата што ја пишуваат од лудница е сепак најдоброто нивно дело. Што е не голема разлика и со Македонија, затоа што сме како една голема лудница, така да затворени. Може ќе излезе поезија од целова сивило и лудило, така општо така лудило ќе излезе бар некој поет. Точно така. Глумци што не излегоа. Дури фонот се намали кога почнавме да збориме за лудница, вајда ќе се врати. Фонот е точно така. Инаку нашиот поет кој што пишува за нашата емисија од време на време, окованиот поет, да не речем Прометеј, долго време не бил активен и ни нема ништо напишано, но се надевам дека со следната емисија ќе имаме некој готов материјал. Мене сепак ми прати нешто. Да? Јас би сакал да одземам малце, мислам повеќе од 30 секунди, нема да биде. Добро. Окованиот поет вели вака: седам на клупа во Туки град, врволица од луѓе. Смислив фраза ако случајно заблескаш меѓу трагачите. Секогаш ли вака? Не ми треба. Те нема. Добро е, значи малце се поправил нашиот поет, почнал да пишува во друг стил. Да. Добро. Го менува стилот, но сепак Добро. Не звучи лошо, не звучи воопшто лошо, не. Исто така сакав да кажам дека хајку. Што се не сакав да кажам да ги поздравам нашите слушатели кои што верно не слушаат и верно не следат. Еве еден јавен поздрав за нашите фанови. Исто така сакам да кажам, има луѓе кои што себе си се сметаат
за дар од Бога, нивниот живот си го сметаат како дар од Бога и јас тие луѓе навистина ги почитувам затоа што го нашле собствениот пат во животот, но има луѓе кои што се уште не се пронајдени себе си и затоа сме ние тука како институција Комичен Мегахерц да пронајдеме пат кој што ќе ми го трасираме на тие луѓе за да можат да се пронајдат себе си, да се реализираат како личности. Атанас, повели другарче, кажи нешто. Жарко забега, а јас сакам да кажам дека е добар, го гледам. Ми стигаат пораки милион за Жарко, дали да ги читам, не знам. Па може да прочиташ една. Ама очигледни се и веќе излита на фора да те прашувам дали имаш девојка, затоа што ги интересира нашите слушателки. Па мислам дека тоа е многу јасно кажано за мене. Ја мислам дека е јасно и знаат и што си бил во хороскоп и ова мислам дека ајде кажи го уште еднаш јавно и веќе да престанеме со овакви прашања. Лав како љубов. Како љубов, значи, он е љубов во хороскоп. Да. Сите што сте љубов во хороскоп и си кои знаци ти одговарале најмногу? Не знам. Навистина не знам. Не знам. Седмата куќа на Јупитер, доколку е отворена пред неј за шахтата, може да пропаднеме внатре, така да не отворена, ќе најдеме човек што може да отвори. Точно така. Доколку сакате да зборуваме за тоа, можеме да зборуваме за тоа, но јас не би сакал да зборуваме за тоа, затоа Кој му е пинот на телефонот? 2424. Мислам тоа не е никаков проблем да се дознае. Да се дознае, така. Жарко сепак нема тајни. Ако се пишува со девојка ми неизе би можело да изначи нешто за пинот, но добро. Инаку, за да не го насочиме разговорот во погрешни вода, јас водата. Сакам да кажам дека вчера гледав еден маестрален филм што се однесува за мојот вкус. Филмот се вика Елвис and Никсон. Се мисли на Елвис Арон Присли и претседателот Никсон. Значи филмот е 2016 година. Според ИМДБ има 6,4 рейтинг од 7000 гласачи, но тоа не е никаков релевантен факт. Значи филмот е вистинска приказна, вика дека е The Untold True Story, значи не кажана вистинска приказна за Никсон и Елвис Присли, кралот на рок-н-ролот и Ричард Никсон. Резултатот на оваа средба беше доста интересен. Никсон имал своја навика да ги снима разговорите додека сте во овалната соба што ја викаат во Белата куќа, и според тоа американците направија филм кој што е доста интересен, пред се многу хумор и многу сатира има внатре. Гледајте го филмот и ќе сватите за што станува збор. Иначе сликата помеѓу Никсон и Елвис е една од најбараните слики во историјата на Америка и најдаунлоадирана слика, најиспуштана, како се вика, од интернетот, од времето кога постои интернетот. Само да најавам нешто за следната емисија, дали ќе ми дозволиш, Жарко? Како не? Токсиколози ги знаеш, фантастичните Сиги, Џоле и Кацар ќе промовираат, и ќе интерпретираат некои веќе познати нивни теми кај нас во студио. Значи, следната емисија, следете ја, ќе биде во живо со рапери, ќе има фристайл, ќе има зезање, што би рекол од режија, it's good for everybody. Cool. Да, тоа е фантастична numera од Џоле е cool. Добро. Интересна детска серија е Трче Петко или Петко 5+, како се кажува, не е важно. Поздрав до нашите колеги, имаат фантастичен производ за деца. И па дури јас ја гледам, уживам кога брилираат во нивните ликови. Сакав да кажам посебен поздрав, јас морам јавно да дадам до мојот колега Игор Ангелов, кој што навистина улогата Трчај му е фантастична, тоест улогата Петко му е фантастична. Поздрав, Игорче. Добро. Би предложил малку музика, ЖД? Апсолутно се сложувам. Се сложувам. Режија, дали вие се согласувате со малку музика? Одиме со музика. Одиме со Диана Крал. 94 95 96 мега херци. Секој петок од 12 до 1. Се слушам. Et je t'aime la comique mégahertz, Athanas la pertouche 11.
Опа, пардон, да се прешол там на македонскиот мод. И Атанас Комичен Мегахерц, ова беше джинглот. Добар ден, се враќаме во нашето и ваше омилено студио, на вашиот омилен Мегахерц. 96,0 ратататата. Многу интересно, денеска е петок, ден за водење љубов, затоа што завршуваат обврските, завршуваат нервозите на работа, завршува, сеја почнува викендот. Вие не ја испуштите шансата да водите љубов со вашите сакани, а ако не ви се сакани, мислам дека денеска е ден за попустливост и мислам дека и денеска треба да се впуштите во авантурата што ви престои, ова како хороскоп да читам. Не ја пропуштите шансата да водите љубов. Водењето љубов е најважно. Имаше една реклама порано на некоја од српските телевизии и викаше скида црну магију и враќа волјене особе, видовњак, дали. Тоа е нашиот видовнак Атанас Атанасовски цртица ја трга Тино. црната магија и ги враќа саканите особи. Не ги враќа, не можам јас ништо да направам. Јас ви кажувам на вас, се зависи од вас. Значи, вие сепак одлучувате, ваше тело, ваше правило. Ама јас ви велам дека е добро за сите. Како вели една песна македонска, ако ми дадеш, ќе биде се во ред. Точно и така, не е далеко точно од вистината, така. таа е песна од 80-ти што е популарна и ден денес. Апсолутно, и Слушајте ќе македонска остане музика, популарна сите уште многу тајни време. се таму. Маријан Становски што вели? Роден ден мала забава, дојдов без да се најавам. Швалерски момент. Роден ден мала забава? Да. Ја па цел живот мислев дека е роден ден мала залапав. Ама добро дека тој тогаш кога ја правеше песната имаше 14. Добро, нема врска. Не, да не. Грешно misunderstanding, добро што се вика, окей. Сакам да кажам дека има хинтои, така ги викаат во битола хинтои. Хинтој, да. Кога има хинтои во Да ватиш песните. кечо. Кечо ти бега, кечо, знаеш да ме фатат. Небитно тоа е поентата што би рекле. Кечо. Кечо да го фатиш. Да, инаку како велеа вие, признавам, не можам без тебе. Да. Не можам без тебе. Да. Значи два пати повторува. Значи не можам без тебе. Уби ме, но не оставај ме. Оставај ме, фали да уште. И тоа го има, ама во ехо оди него слушате, иначе по два пати е. А она Жарко како беше звонат. За тебе. Така е. Звонат. За мене? За мене. Звонат. Злато мое, друг е тој. Крај тебе. Ете така. Сепак и друг да е, не е друг. Најдете трет, не знам. А дали се сеќаш на онаа култна реплика за кого бијат камбаните? За Македонија. За Хемингвеј. А така. Добре, тоа е тоа. Тоа е тој хумор што ечи низ етерот, ечи низ телевизиите, ечи во театрите. Хуморот на Атанасовски Атанас, дами и И господа. Жарко Димовски во стварно веќе од ова. Ај, ќе трескам глупости. Ќе ги поздравам сите охриѓани што не гледаат и слушаат во исто време. Да, инаку ми излезе оглас дека се продава оптички нишан за снайпер, доколку некој сака да го купи, нека се јави на. Мене ми излезе исто и апова другар ми. Слободен сум, барајте ме. Добро. Добро. Ќе го бараме поздрав до него. Инаку морам исто да апелирам да бидеме хумани, да донираме колку што можеме, 50 денари, 2 денари, 100 денари со еден повик. Се случуваат многу несреќи, се случуваат многу незгоди, за жал. Цело време има броеви каде што можете да донирате, има жиро сметки, поготово на Facebook каде што вртат. Не ги игнорирајте тие огласи, пробајте да донирате колку што можете и мал дел да е за некого значи многу. Како што рекоа, мал чекор за човекот, но голем за човештвото, некаде од прилика и таа метафора и за ово што сакав да го кажам. Само да свртам малку во ред, се согласувам со се што кажа Жарко, во право си. Само да кажам дека тоа што го потенцираш како мал не е за сите голем. Да, апсолутно тоа го кажав. Така. Добро. Ако сакаш да раздлабаме малце на случајот, не е проблем. Па не, јас би сакал не следна да се токсиколозите тука, после тоа да викнеме сексолог во емисија. Добро. И да разговараме на разни теми што ги мачат младите. Добро. Како се викаше таа една прекрасна водителка, срамота е сега што не го памтам името. Мелита Ракичевиќ. Не Мелита. Мила Филиповска. Не фантазија, значи сексолог, човек што се А сексолог, пардон, не слушнав, Јас се извинувам. Ја мислев дека читав тука нешто за кучиња, аха, добро. Не, Жарко, не, мислам Сексолог водителка. на прва одеше на Не е важно, еве се сите у кола го кажуваат незиното име, но мене не ми текнува, сепак паднав и малку ме утре на глават. Па таа да дојде тука и да разговараме на таа тема. Сепак оваа емисија слушана од тинеџери, како да се заштитат, што да кори. Кај сум ја? Атанас, не пуштивме јавувања, ми пишуваат тук. Значи, се извинувам, ми пишуваат фановите да сме пуштеле јавувања, Ке добро. пуштиме јавувања, режисерот ја направи фацата како не се зафркавајте. 02 31 31 332 01 31 02 31 31 332. Јавете се во нашето студио. После ако сакате рекламите? да си правиме муабет. Дали рековте после рекламите?
Да, одиме Да, со реклами, после па се рекламите. враќаме се јавување 0231131332. Чубуче. Аре, идеме. Ја сум Брзи, а вие слушате Комичен Мегахерц на 96,9 додека кажам заврши емисијата. Валентин Костадиновски, Тино во улогата на Брзи, погледнете го во представата Вардарски пастови. Во февруари ќе излезе репертоарот, ќе ги споделиме, ќе ги прочитате, ќе уживате. Вели мажу, кај ми е метлата, а мори земи оди пешки нека е продавницата. Вештерки. Вештерки. Одлично, инаку за сите тие што беа загрижени и не спија мирно навечер, Сузана Гавазова се враќа на Не. сцената. Да, нашла Ти две благодарам, дарилки да ги Господе, чуваат те двете деца. благодарам. И ние тоа викаме ти благодариме за тоа што некако беше пусто се без нашето Сузе Гавазиче. Тоа е тоа. Инаку 313132 реков, доколку некој сака да се јави слободно, нека се јави, доколку не се јави, ние не форсираме, но бројот е 313132 во нашето студио. Инаку Атанас после падот малку е дезориентиран. Да, малце не знам дали е- малце се гаси. Не знам дали сте го гледале филмот Гасење. Weekend at Barney's, значи Weekend кај Барни. Тоа е со едно типче со наочарчиња и со, како се вика, со едни брчиња така проречени. Мртов човек што игра на музика. А инаку ми текна на филмот затоа што се подсетив, ти ме подсети на него, Атана, со тие цвикерчињата што ги носиш и така како што си малку дефокусиран. Значи, кај Барни, Викенд кај Барни има два дела, многу е добар. Жарко, јас правам жртва огромна. Паднав, си го повредив малиот мозок, раката, ногата, отворен со... Не, имаш и у таа голем? смисла. И имам И голем голема мозок? желба да дојдам во емисијата и да ја водам, бидејќи при крај сум, веројатно после ова ќе настапи Молк. темпнината и ќе одам во болница, но сепак дојдов да изводам емисијата да не бидеш сам и да ме смениш со Мицо. Одлично, тука сум јас секогаш за Дали поддршка. јаме слушател некој? Немаме. Аха, добро, во Добро, ред, ние има не проблем. форсираме, значи, не, има за проблем со слушателите. линиите. Има. Јас се извинам ако вртите, но сепак ако добиете. Да, точно. Добро, се случува и ваков проблем. Во ред, ако не можеме да поврземе слушатели, тогаш ќе Поврземе друго нешто. Wi-Fi. Wi-Fi. Добро, како и да е, нас ни се ближи крајот на кариерата. Значи ни се ближи крајот на емисијата, ќе мора полека, малку од малку да се тргнеме од етерот. Значи вторник, Бетерот. 31 јануари. Дојдете во театар комедија и погледнете ја премиерата на представата Трудна приказна, каде што има доста интересни креации на ликови. Ќе видите еден спој. Текст Благица Секуловска, режија Лидија Дедовиќ. Точно од Црна Гора е Лидија Дедовиќ, а Благица е од Скопје. Впрочем, ние сите сме од Скопје, нели? Дојдете ќе ја погледнете сликата и ќе видите дека е не сликата, представата. Сликата добро кажа. Добро, затоа што Атанас падна, јас малку се исплашив и малку јас сум така како притресен. Значи, Какво време дојде? Мобилен телефон за 1 денар, најлон кеса 2 за денари. 2 денари, точно тоа. Тоа е доста интересно напишано. Инаку, што се однесува до водителките на телевизија, морам да кажам дека продолжете да го правите тоа што го правите, затоа што сте фантастични, мотивирате многу луѓе за различни работи. Така да, луѓе... Голема благодарност до вас. Дали знаеш зошто русите ми ја продале Аљаска на сатата? Не. Па јас не знам, да. Мислев ти ќе ми кажеш. Не знам. Добро. И не смеам. Добро. Строго доверливи информации. Во ред, Секогаш се останете радувајте така. се на малите победи во вашиот живот, а за големи победи Се ќе потребни каже мали успеси. историјата. Точно така, убаво склопено. Инаку, се извинуваме, само сакав да кажам дека Турскиот театар пред неколку дена имаше премиера на представата Отело во режија на Дејан Пројковски. Представата изгледа многу моќно, остава многу моќна порака, доколку разбирате турски, се разбира, доколку не разбирате турски, ќе треба да си земете човек да синхронизира. Еве, јас се нудам, синхронизирам представи за по поволни цени. Јавете се и ќе средиме, ќе дојдам до вас на представа и ќе ви зборувам што кажуваат глумците. Така да, честитки за Турскиот театар и Дејан Пројковски. Честитки за тебе, Жарко, честитки и за Македонија. Ти благодарам што постоиш, Атанас. Без Така. тебе немаше да видам јас тоа што сум. Звезданото небо. Ајде, да ние ќе тука, да,
прекинуваме. Да. Вие останете, жал ми е што линиите беа проблематични, не можевме да се чуеме. Здрави. Во некоја наредна еве прилика, наредниот петок со токсиколози. токсиколозите. Йо, мада. Кикирики. Чуете се, дечки, одете во театар, посетете го театар комедија, посетете ги и другите театри. Така е. Така е. Доаѓате во театар, слушајте македонска музика, бидете хумани, насмевка на лицето, петок е ден за сонце, петок е ден за комичен мегахерц. Водете љубов со спуштени чорапи. Така е, водите љубов со комичен мегахерц, со Атанас и Жаре. Мислам, не да водите љубов со Атанас и Жаре, туку додека емисијата водите љубов. Зошто да не? Добро, борец, ајде, останете така, чао! Осамените! Комичен мегахерц.